Почитувани, Скопје стана град каде главна тема се комарците, а главен проблем кучињата скитници. Не е ниту до времето зошто има комарци, ниту пак до размножувањето на кучињата скитници. До неспособноста на Шилегов и до неговата неработа. 10 месеци Шилегов, 10 месеци неработа, неодговорност и неспособност. За 10 месеци Шилегов на чело, Скопје стана град преправен со кучиња скитници, за кој градот не превзема ништо во насока на нивно третирање и стационирање. Сведоци сме на глутници и кучиња, кои секојдневно се движат низ сите места во градот, кои нетретирани се опасност за граѓаните. Неспособноста на Шилегов резултира со десетици граѓани кои како последица од напад на кучиња завршуваат со рани по телото, раскинати мускули и тетиви, а неретко со скршеници. Граѓаните после нападот се исплашени и травматизирани. Ситуации кои оставаат трага во нивниот понатавачен живот со кучиња. Дополнително, нетретираните кучиња често може да бидат преносител на зарази, кои потешко се лекуваат и може да имаат посериозни последици по здравјето на граѓаните. Градските власти имаат обврска да ги третираат и стационираат кучињата скитници. Шилегов во изминатите 10 месеци, откако е градоначалник, иако вети, не презема ништо во оваа насока. Проектите кои беа отпочнати од претходната влада се запрени, а Вардариште е празно. Шилегов има обврска кон граѓаните. Што побрзо да го реши проблемот со кучиња скитници, додека тие не станат проблем за скопјаните во нивното нормално живење. Доколку Шилегов не знае како, ВМРО ДПМН е тука да му помогне. Чесно е да се признае незнаењето. Сепак се работи за интересот на граѓаните. Да не дозволиме поради нечие незнаење да страдаат над половина милион жители во градот Скопје. Шилегов, реши го проблемот со кучињата скитници. Ние ќе ти помогнеме, ако не знаеш како. Дури, ако сакаш, презентирај како нов проект, иако тоа е обврска на градот. Но, само заврши ја работата која станува се поголем проблем за скопјани. Ви благодарам на вниманието.